Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со Иван Стојлковиќ, министар за односи меѓу заедниците, Моника Коцарева, моден дизајнер, и пејачот Ненад Вржалски. Останете со нас до 11 часот. Така е, дете, како што слушавте во најавата, продолжуваме со гостите во студио. Повторно имаме убави различни професии кои што ќе ги споиме на една трпеза. Верувам дека ќе си најдат некои заеднички работи и дека секако ќе го задржиме вашето внимание до 11 часот со сите она кое што ќе го споделиме со вас. Во овој дел продолжуваме јас и колешката Александра. Секако имавте можност со низ да се дружите од 8 часот, но секако велам уште еднаш добро утро. Така е, Верче, официјално пред камерите добро утро за тебе и добро утро за целата македонска јавност која секој утро се дружи со Здраво Македонија веќе 20 години од 6:45. Обединуваме интересни професии на оваа трпеза и разговори кои верувам дека ќе го задржат вашето внимание. Но како што е редот да се ги поздравиме уште еднаш. Така е, веднаш до мене е господинот Иван Стојлковиќ, кој што е министар за односи меѓу заедниците. Добро утро и добро дојдовте. Подобро најдов. Така, одамна не сме се виделе. Тоа представување ми се. Тука сум повеќе како обичен граѓанин. Сега што вршам јано и одговорна функцијата е веќе друга работа и за тоа може да кажем нешто. Така е. Не сме се виделе одамна во Здраво Македонија, но верувам дека ви е пријатно кај нас утрински, затоа што сме малку поразлични и така си позборуваме и на други теми, не само кои што ги упаќаат сега она кое што вие професионално. Утрински не е баш пријатно, меѓутоа се станува рано со вајле, меѓутоа во друштвото секако е повеќе од пријатно. Така, добро. Веднаш до вас ни е Моника Коцарева, која што е моден дизајнер. Добро утро, Моника. Добро утро, ви благодарам на поканата. Мислам дека имаме убава причина за да разговараме баш овој период. Така, имаме и одлично нешто убаво кое што ти ќе го направиш на 8 мај да го споделиме, но секако ќе имаме време за тоа да го продискутираме. Веднаш до тебе ни е нашиот пријател на утринската Ненад Вржалски. Добро утро за тебе, Ненад. Добро утро, добро најде. Фала на покана. Така, како ова утро допатува со оглед на тоа дека времето ни е променливо, се смени, некако пред 1 мај стално имаме дожд. Имаме дожд. Јас немам проблем со времето, али имам проблем со пролет, па напаѓаат алергии. Така. Почнува сега полека пушта. Така, како се справувашете, да речеме, со оглед на тоа дека твојата професија си ангажиран, треба нели да пееш, да не киваш, да и така натаму, очите да не ти солзат. Така, многу... Помагат ли оние антихистаминици и сето она? Па се трудам да ги избегавам, искрено, али ете, некако си имам некој свој начин, некако стегам вилица, правам нешто, се снаоѓам на сред настап, битно успевам некако да го издржам настап. Така, тоа нема да ти биде изговор да ова утро нешто не засвириш, да не позапева, нема да се вадиш. Но, дали ви имате, да речеме, Моника, еден проблем со ова пролетно време, променливо, дождливо? Па како не? Да? Мислам дека сонцето на секој позитивно влијае. Така да. Така да сега е поубаво малку сонце отколку дожд. Господин Иван, вие утрински човек ли сте, сакате повеќе сонце или сакате и дождливи денови? Сонце, дожд, значи како беше и добре и да вее, но работа мора да се оди така на тој аспект. Нормално ги прифаќаш временските прилики така како што се нормално. Штом доаѓа пролета, се разбира, значи малку тоа животот се враќа, расположението е посериозно, поубаво, подобро и така до тој аспект. Ова краткотрајно се надевам заладување или краткотрајен дожд, значи ќе условно кажано ќе биде само уште една опомена дека на сонцето треба уште повеќе да се радуваме. Така, и дека, нема да се разочараат сите оние кои што сакаат да одат на излет, бидејќи утре ни е 1 мај, престои така еден празничен викенд, дека нема да ги разочара за сите оние планови кои што се ги направиле за викендов, но да излизаме малку, да речеме, од формалноста и она кое што го работите, да ве доближиме на малку поразличен начин до граѓаните. Како да речеме, каде црпите енергијата за така динамичен живот кој што го имате со Министерството, вие сте и подпредседател на нашата влада, доста ангажмани, доста патувања. Дали добро доаѓаат и за празници кога ќе дојдат на некој начин да излезете од канцеларијата или пак се работи за празник? Генерално, мал број на луѓе знае дека јас живеам на село. Значи не сум веќе подолго време во градски средини. Кој е вашето село?
Господине Стоилковиќ. Стара Нагоричане. Стара Нагоричане. Да, таму се пресели веќе повеќе години живеам таму. Семена куќа, се комплет. Значи надвор од градот. Она што условно кажано беше на почеток као експеримент, сега станува веќе некоја си нормална работа. И она што прашува Вера во тој аспект е може сериозен исчекор во животот да се направи, да се премени во животот од градска во селска средина, меѓутоа мора да бидам искрен, баш од тука доаѓа енергијата за сето она што следи понатаму. Значи слободното време ви е природа, дрвја, мир, тишина, се она што секој нормален човек може да посека. Сега малку тоа оддалечено од градот, па оние старите шеми на одење на кафе, од сабајле, со друштво, разгледување на тековни активности во градот, што се случило минатата ноќ и минатиот ден, е на некој начин оневозможено, меѓутоа во секој случај мирот и тишината и условно кажано на опуштена атмосфера не може да се замени со ништо. И на тој начин таа енергија која ви доаѓа од таму ја црпете секојдневно, на работата ви остава простор да бидете и порелаксирани, да можете посериозно да се занимавате со вашите обврски. Така да за почеток, иако не е почеток, веќе трета година, сум презадоволен од изборот што го направи. Зошто токму Стара Нагоричане го одбравте? Дали се тоа некои ваши корени кои што ги пронајдовте подот Снежна или едноставно ви се допадна како локација? Јас сум диабетичар повеќе години и докторот ми советуваше, вика, иди купи една њива таму и копа, вика, камењата, трава скуби, вика, прави некакви глупости да бидеш физички активен. И тоа тргна од таму тргна. И знаете како, прво ќе купиме на голема нива, подоцна ги вадев камењата, па го чистев троскотот, па полека, но сигурно да насадиме нешто, па полека да направиме некоја настречица кога ќе одиме таму да имаме каде да седиме, па да направиме као некаква си тушка бина кај што кога ќе ден кога ќе се работи да можеме се истушираме и година за година на крајот израсна една сериозен стамбен дом за живење. Сериозен стамбен дом и таму живееме веќе 3 години и сме презадоволни од тој начин на живот. Диабетот за жал е резултат на голем стрес, па колку од градската во руралната средина стресот можеби е понамален? И колку лично го осетивте на себе подобрувањето? Баш заради тоа зборам, значи моето утро започнува со излегување прво во Штарникот, имам сериозно голем воштарник. Прво е тоа. Кој ќе ви излезете во природа, кој видите отприлike како дрвцата расат, па некаде плод има, па некаде нема. Па птиците ги слушате како. Па мислам сега и многу е тивко и многу е пријатно. И на некој начин кога излегувате веќе сте вие во сериозна физичка активност. Дали ќе нешто ќе зачистите, дали некоја травка ќе откорнете од земјата или било што ќе направите, веќе сте значи во форма. Во меѓувреме. Следно на кафе и дружење во Старо Нагоричане со господинот Стоилковиќ, мислам дека ќе биде овај така визуелно да го прикажеме на граѓаните. Еве отворен повик, ќе бидете изненадени со тоа што ќе сретнете. Сега скоро извадив и вода од бунар 127 метри длабочина. Така да сега на некој начин тоа имате на некој начин го правам да биде само одржлив. Одлично. Сега ќе видиме со струја тоа како го решавам, меѓутоа имотот е само одржлив, значи на него има се. Компостирате? Да, се. Ќе дојдете еве сега баш компостирам компири, се очекувам дека прва година ќе има. Па знаете што, кај дракче може да ги изготвиме. Од дворот на господинот Стоилковиќ директно кај. Не, вака ќе дојдете па ќе ги изготвите кај мене дома. Може и така во природа. Може и така. Да. Кога сме кај одржливоста, Моника, ти на 8 мај прославуваш 10 годишен јубилеј, кој што навистина е за поздравување и носи интересен наслов, твојот настан 10 години, во кој секој конец се раскажува приказна, а секој дизајн остава трага. Кажи ни, еве, малку за овој јубилеј, кој што верувам со срце и со душа го очекуваш и горда си на она кое што ќе го прославиш на 8 мај. Да, баш така, 10 години упорна работа, креативност, љубов пред секој работата и еве си дочекав и 10 години да славам. Пред се, ова тргна како една
желба или како еден сон, кој што искрено не очекував дека ќе стане реалност и дека ќе се развие до овој степен. Така што многу се радувам и еве пак 10 години една убава бројка која сметам дека треба да се прослави. Па спремаме убав евент каде што ќе има ревија, ќе има лотарија, ќе има наши пејачи што ќе настапуваат. Ќе биде убав настан на 8 мај. Дали ќе биде една како и ретроспектива на сето она кое што како ти како дизајн си го направила во овие 10 години и колку можеш еве сама себе си да се искритикуваш или да кажеш на нешто она кое што си го направила на почетокот, а кое низ годините си се изфилтрирала и еве денеска како креација, како дизајнер го правиш. Така, баш ќе биде како една ретроспектива. Сега денови веќе излезе едно видео од мојот старт до сега, низ овие 10 години како тој процес се развиваше. Тоа што искрено се радувам е бизнисот што го почнав многу млада, бидејќи одма после факултет, бидејќи сметам дека сега ќе немав доволно храброст да го почнам. Така. Затоа што ќе размислував на многу работи што тогаш како млад човек не сум ги размислувала и сум идела само напред и упорна. Знаеме дека има многу голем број на дизајнери во Македонија. Така. Знаеме дека конкуренцијата е огромна. А сме мала земја. Јас доаѓам од мал град. Така. Каде што многу е потешко да се истакнеш. И да се наметнеш. И да се наметнеш буквално. Јас првите 4 години работев само во Охрид, со тоа што со голема поддршка од мојот сопруг отворив ателје во Скопје. Тоа искрено не беше мал чекор за мене, млада девојка која пробува се бори сама да води бизнис. Така. Пак во овој бизнис јас сум сама, значи од секој аспект, во смисла од менеджментот, од дизајнирањето, од целата логистика. Од целата логистика буквално, пошто мене производството ми е во Охрид, а јас продажбата ми е во Скопје моментално. Македонија, така. Така е. И баш таа логистика е потежната. Јас за една корекција на венчаница или свечен фустан јас мора да го вратам во Охрид, да го коригирам, таму ми е цел тим и да го вратам за Скопје. Сега ќе имаме нов автопат Скопје-Охрид и така. Јас го чекам тоа автопат подолго време. Побрзо ќе оди. Се надевам дека за брзо ќе биде готов. Искрено не ми е тешко ова што го правам, иако сум цело време на релација Охрид-Скопје, затоа што љубовта кон работата е огромна и мислам дека тоа се отсликува на моите креации. Се кавате ли на првиот клиент, Моника, на првата дама која што ви ја дала довирбата и на парчето кое што токму за неа сте го направили? Да, се сеќавам и таа ми е посебно драга клиентка што низ годиниве до ден денес ми се враќа. Одлично, 10 години, браво. 10 години, тоа најмногу ме радува што клиентите се лојални во овие 10 години. И на некој начин тоа ми е доказ за тоа дека сум на прав пат. Така, и дека квалитетно го работиш на кој што гради ми доверба, значи не само креации. Така е. Ненад, меѓу другото, кое што нели го правиш сите овие години, ти си долго на сцената, имаш нова песна со убав наслов и се така душа моја, па кажи ни, ете, оваа песна долго седи, што се вели во фиока, како вие што знаете да кажете уметниците, но никогаш не се знае точно. Па еве, денеска, овие пред месец дена и дојде некако светло на денот за да ја слушнеме. Така, таа ми е една од омилените така песни што сакав да биде помеѓу првите објавена. Искрено немав план да биде баш прва. Ете, со сплет на околности испадна да биде прва. И сега за сега имам преубави реакции од публиката и секој што ќе ја слушне да кажува дека убави емоции буди песната и дека останува во уши, како што кажуваат. Малку е тажна и искрено баш заради таа причина не сакав да биде баш таа прва песна пошто е тажна, али ете, пак ќе кажам склоп на околности што се деси целата ситуација со Кочани и така испадна таа да биде прва песна. И ете, најново, вчера објавив нова песна. Вчера ми е и баш ветив следнава ќе биде малце по-позитивно, малце како да кажам, по-брз ритам, леден ритам како хитче едно друго. Така како едно освежување да дојде? Да, тоа го ветив и баш вчера ја објавив новата песна.
Таа се вика Јас постојам и спотчето е такво исто Весело. весело, позитивно, се возиме во кола, се смееме, не знам, правиме Баш убаво. секакви глупости. Па добро, животот е исполнет и со солзи и со смеа, така да и тажните песни и среќните песни се добродојдени да ги имаме. Добро е што создавате музика, што творите и ти и твоите колеги навистина во изминатиот период доста има нови македонски песни. Да. Значи дека имате инспирации, се работи и тоа навистина убаво е да се слушне. Господине Иван, не можеме да го избегнеме прашањето околу коментарите на господинот Вајц, кој што навистина сега е актуелен и мора малку околу вашата професија и она кое што дневно се занимавате во Министерството за односи со заедниците. Она кое што мора да се истакне како факт покрај другите сите негови излагања, дека има позитивно мислење кон Министерството, со кој што ја раководите вие, за изминатиот период, дека посочува имате голем напредок кога станува збор за вработувањата. Како вие гледате на тоа, кои се вашите коментари? Ако тргнеме по спортска аналогија, пред, можеби, година дена некога да сте прашале колка е квотата, ово министерство да добие позитивна оцека од европските институции, јас верувам дека сигурно неголемиот коефициент би бил против тоа дека ќе биде кај мене во министерството. Така да... Задоволни сте од коментарот? Знаете како Пошто некако постојано имаме негативни коментари околу се она кое што го правиме. Ова не е резултат сега на импровизација. Јас и на почетокот реков, да, имам план и програм и се надевам дека во еден од наредните извештаи Министерството ќе биде потенцирано како позитивен пример. Така. На моја среќа тоа се случи. Од Министерство кое што е црна дупка во целокупниот уставно-правен систем на државата, стана едно министерство кое нормално функционира, нормално работи со сите нишани, така да тој аспект тоа што е забележено како оцека од европските институции е на некој начин и не само потврда дека тоа е сработено така како што треба да биде сработено, туку и потврда дека навистина е вложен труд и дека таа проблематика на правата на припадниците на заедниците, односно она што е поврзано со корпусот на правата и слободите на граѓаните, е еден од 4 темелни приоритети на европските институции кога станува збор за нашиот напредок, се одвива на најдобар можен начин. И не сега знаете како, јас воопшто не сакам да ме фалат затоа што во фалбата секогаш има луѓето ќе кажат сега скромен е. Не сум скромен, него во фалбата знаеа да има понекогаш и многу лоши елементи, знаете што како ве фалат, значи на некој начин ве успиваат, не ви дават доволно простор да некој повеќе ми се допаѓа кога ќе ме искритикуваат, кога ќе така условно кажано кога ќе исплукаат. На некој начин тоа ми дава доволно и снага и мотив да продолжам понатаму и да знам дека она што го работаме сосема исправно, така да тој аспект со резерва ги прифаќам тие пофалби, а сериозно и на мене значат, и на Министерството значи, и на државата значи еден таков, условно кажано, една таква забелешка. Позитивен, да, коментар. Која на некој начин одскокнува од општото сивило на недостаток на условно кажано добре вести. Така, и за мотивација, затоа што навистина во однос на другите коментари поникако секако добиваме повеќе негативни отколку позитивни и во однос на сета она друга анализа која што господинот Вајц и за Канал 5 ја даде како изјава, сите оние ставки кои што ги наведува, вие се запознаени со тоа. Очекувате ли сега до рокот кој што го имаме јуни да некако се сработат тие нашата влада, она кое што се очекуваше од неиза да тие коментари никако ги исполниме? Она што треба да се каже, како порака не до европските институции, јас сум повеќе преферирам да порака до нашите граѓани. Да. Наследството на претходната власт толку сериозно
како кажам, се нанесена сериозна штета на целокупниот државен систем, така да тој аспект ова време што го поминуваме да ги, условно кажано, да ги на некој начин санираме штетите од минатото владење, се уште на некој начин не се доволно верифицирани затоа што проблемите кои се наследени се сериозно големи од тој аспект и работата е сериозно голема. Очигледно е дека се прават напори целокупниот тој процес да се изведе до крај, меѓутоа сега сметам дека не само ние како граѓани, туку и европските институции мора да водат сметка дека наследството од претходната власт е толку штетно што едноставно треба уште некое време некои работи да се санираат на најдобар можен начин, за да може државата да направи чекор поголем напред. Во случаеви кога вие имате, условно кажано, не заостанување, туку направени сериозни девијации во системот. Вие прво со што се занимавате треба да ги исправите девијациите кои се наследени и кои морате да ги направите за да можете да функционирате. Ако не го изведете тој процес до крај, ако условно кажано го прескочите степеникот или препреката која ви е пред вас, а тоа значи да се санира состојбата, тогаш да навлезете во некакви си условно кажано проекти без соодветна основа, тогаш мислам дека работата ќе биде уште полоша. Јас сум за опција да одеме поспоро, но посигурно, за да можеме да бидеме сигурни дека тоа што треба да го направиме, ќе го направиме на најдобар можен начин и ќе има најдобри резултати за граѓаните на државата. Кога сме кај девијациите и кај негативните случувања, Кочани најгласно одзвони за системот кој што за жал не е функционален и тоа го платевме со многу млади животи. Дел сте од Супорт Кочани, па кажете ни како денеска функционираат. И колку Кочани се промени, не само Кочани, туку и цела Македонија. Искрено гледам дека има доста промени во функционирањето конкретно околу оние клубови, барови, дискотеки. Од друга страна, не може преголема промена да има наеднаш, тоа ќе треба малку повеќе време за да се променат тие сите недостатоци кои фалат во државата. Во Кочани се чувствува целата таа тага секојдневно, макар што осеќам мало подобрување и во градот, како со самото време се лечат и раните, малце ќе се затопли и време, ете, околу празниците исто малку се размрда целиот град, така да има конкретно подобрување, али но и се уште е рано, мислам дека. Се уште е многу рано и ќе трае. Една година, затоа што мислам беше огромна трагедија и многу семејства, се рече си целиот град е засегнат, не е дека едно или две семејства, туку навистина бројката беше огромна. Дефинитивно. Ќе треба многу повеќе време за да закрепнат тие рани. Од друга страна, гледам дека, конкретно дечките кои што продолжија да работат во организацијата Супорт Кочани, се уште си работат неуморно и многу ми е мило за целото тоа. И исто имаме доста позитивни коментари од самите жртви кои што се заблагодаруваат на она што го направивме. И мислам дека со тек на време секој си дојде пак на свое место. Така е. Кога сме, Моника, и кај модата, впрочем не можеме да го избегнеме овој период на матурски, на прослави, кои што сега нели по Великден практично и го имаме во овој период. Колку македонците ја пратат модата? Од она кое што можеш ти да го видиш. И колку да речеме политичарите ја пратат модата од кое што ќе го видите на сцената. Јас сум многу позитивно изненадена што нашите жени знаат да се носат со трендовите. Може би тоа и поради социјалните мрежи и достапноста сега да се пратат трендовите е многу полесно, меѓутоа доста се храбри и дефинитивно можам да кажам дека се во чекор со времето и дека сакаат тоа што е моментално актуелно, ми го бараат. Ова се одесува за жени политичари. Да. Еве, ако сме кај жените политичари, најдобро облечена дама во македонската политика и од џентлмените би издвоиле ли вака некој кој вам би оставил впечаток? Ајде нашата председателка нека биде најдобро облечена Навистина, дама. господјата Сињановска е извонредна. Да.
А за политичар, ако ви кажам дека не ги анализирам мажите и дека тоа не го гледам како Многу моја се бранша, едноставни, не знам дали концепт. ќе ме разберете, пошто искрено јас ја величам цело време жената и жената е моја вечна инспирација. Јас буквално мажите ги имам тука запоставено кога се работи за модата, така што Тука нема што Да, да се жените им давам експериментира секогаш. многу. Предност, добро. Господин Иван, еве кога станува збор за модата, сега не е дека треба да се биде експерт, но верувам дека и кај вас во политиката има одредени протоколи за нели одредени настани како човек мора да се појави кога навистина мора да се носи претоврска, кога мора да се носи оддело и дали тоа ете вашите колеги го почитуваат и дали е тоа една од главните да речеме од другата страна, кога нели ве перцепира, смета дека сте сериозни како доаѓате да Па речеме сега на има сите тие. дипломатски протокол, има се тоа што се однесува до реално и реален пристап во меѓународна и во домашна комуникација. Така. Така да тука ништо не би извел. Она што би извел би се вратил на разговорот. Жените во собранието, јас колку се сеќам, сите се супер. Топ, Значи, тип-топ. Значи, сите знаат да пратат најнова мода, се некои нови модели. Така. Иска да бидем, ние ги оговараме, затоа што кај нас нема што посебно се коментира, ние знаеме се кошула, кравата и сакои, отприлike. Или е потемно дело, или е посветло малку. Обично, сега тој дипломатски протокол бара темни Така. одела. Тоа сега господете знае сигурно. Тука часовниците играат улога кај мажите. Ќе ти одговорам, значи тука кај што треба да се соодветствува со чевлите, да се има некаков елементарен склад на боите кога станува збор за кравата, затоа што обично сега помодерни се еднобојните потемни кравати. Сега мора да внимавате што пишуваат другите, па и вие да се вклопувате. Прилike тука некаде мора да го испочитувате тој дел. Е сега она што е вржано со тој дипломатски дел не е само облеката, туку и однесувањето. Така да Мора се да биде по Морате да отприлike да се спакувате кога ќе одите на работа, да знаете дека некои работи не може. Еве, јас толку 2 години веќе сум на тоа место, јас да бидам искрен, сега уште не отиде на работа без одело и без така. кравата. Го споменавте Едноставно Не може. се чувствувам дека не може доаѓаат различити луѓе, значи не можете го дочекате вие у кошулка и у тријачки и у патички. Верувам дека ви недостасува некој дел тоа затоа што вие сте спортист, бивши кошаркар и ви недостасува ли да речеме таа неформалност во облекувањето. Малку да речеме да отидете на работа не во дело, туку ете малку по-спортски, дали фармерки, некој дуксер. Не, тоа понекогаш упоинување се случува. Значи, ја ќе веќе поделам една тајна. Имам, предпоставам, најголема колекција на патики од луѓето што ги познавам во Подорија. Тоа ми останало... Тоа ви е некоја како пасија од... Немам поја, кога видам убава патика, која... Така. Тоа за ме тука да ме точка става. Значи тоа ви онака едно модно парче кое што без кое што не можете. А имам, а никогаш не сум ги облекол. Значи сега дома, али кога ќе видам дека ми се допадне, мора да ги земете. Крај, тука завршува. Значи тоа е тоа, спортот никогаш не си оди од вас. Не излего, иначе го нормално патики, трејарки, Да. тоа е нормална работа. Одлично. Обожавам се секојдневно, не носам сако, мислам за надвор, за луѓе, за Така. дук, стрејарка, патички, фармерки, тоа е Тоа е надвор од протоколарното и она кое што е А министерство. ово е дел на вистина. Еве, се пар пати сум бил во ситуација да импровизирам, меѓуто импровизацијата не дава добри резултати. Така е, во се верувам. Подобро по сигурна карта. Така е. Сигурно Инаку, си како е сигурна. модата во музиката, колку ете на настапите експериментирате или колку во видео спотовите кои што ги создавате, се консултирате со модни дизајнери и со стилисти кои знаат и умеат тоа да го направат впечатлив. Сакав да го кажам сега за овој спот, баш конкретно вчера што го објавив, сум со соработка со модна дизајнерка, поздрав до неа, Антица Ивановска. Баш онака беше буквално организирана околу целиот наш аутфит, што ќе носиме и ја, што ќе носи девојката, па имаше 3 различни аутфити кои што требаше да ги премениме, па носевме некакви најразлични гривни на нас. Она беше
буквално целата организирана околу тоа. И искрено, ние сме многу поедноставно мажите, многу поедноставни околу целото тоа. Ние баш имав прилика да разговарам со еден човек што држи огромен ланец на дуќани за облека и конкретно се работи само со женска облека. И викам, добро, зашто не носиш ништо за мажи? Кога последен пат, вика, смени фармерки? Викам, сигурно, викам, пред, не знам, неколку месеци. Окей, тражам каде, нема да ми купиш ништо. Така да. Жените почесто сакаме да ги пратиме модните Да, инаку во бендот цело време сме најчесто во еднобојно облечени сите. И може некогаш да двоам само јас, пример, сите ако се во црно, јас да бидам во бело, како фронтмен. Али ако треба да се оди на некоја свечена... Да, ако треба да се оди на некоја свечена забава, се облекуваме свечено во кошули. Ако е негде порокерско, полабаво, се облекуваме најчесто во мајци еднобојни. Значи, сепак внимавате за од каде одите на настап, за тоа некако да биде соодветно и со вашиот сценски Дефинитивно. изглед. Мене тоа ми е малце повеќе како некоја, ајде да речем, професионална деформација покрај она што го работам со фотографијата, затоа што секогаш каде да одам, носам мајци без надписи, мајци без слики, тоа ми е буквално кажано од брат ми. Така да, каде да одам и на настап, исто така се носам и го кажувам на сите членови од бендот, носите нешто што нема надписи на вас, за да не ве означи тоа, не знам, ако пишува овде, не знам, Левис, да не пишува, да не го означи човекот како Левис, да се биде човекот во една боја и да е препознатлив по тоа. Така, еве кога сме кај надписите, нашите музичари внимаваат, секако и дизајнерите во однос на она што го креираат, бидејќи испраќаат пораки со тоа, колку во вашата професија, господин Иван, е важно да се внимава на зборовите и речникот во дадени ситуации, кога се на говорница или сите однос со пораката која што сакате да испратите, за да не се извади од контекст. Цела наука. Добро, јас своевремено бев на таа некоја школа за така наречена стратегиска комуникација, каде што отприлике се учеше за начинот на говорење, за начинот на однесување, за гардеробата, за боите и слично, така да тоа е аспект. Значи сепак постои. Постои како не, тоа се сериозни школа. Тоа се сериозни школи. Тоа е сериозна отприлике на некој начин наука, меѓутоа она што е многу битно, ако не носите нешто во себе, очигледно дека не можете да го пренесете на друг. Но сведоци сме за едно поинакво однесување во собранието и собраниската говорница. Па колку се обидувате да го наметнете тоа што вие сте го минале како образование, за да се промени културата која некако ни се пласира и како сите да ја прифаќаме дека е нормално исто. Не, знаете како, сега мора да професионално да зборувам. Не е се како што вие гледате. Едноставно постојат работи кои се работа на избор, не работа на знаење. Така да тој аспект, поголем дел од тие испади кои се случувале биле резултат на обмислени сценарија што да се направи, а не на нешто изворно што е произлегло од некој. Така да тој аспект, тоа таму не е баш така на телевизија што изгледа. Да. Во позадината сосема на друг начин изгледа, затоа што може би вие ќе приметите дека таму помеѓу себе си разменуваат кој знае какви навреди, меѓутоа кога ќе се влезе во клубот. А во собраниското бифе со во собраниското бифе се пие кафе и се шали на таа тема. Така да тој аспект има тој маркетички пристап кој на некогаш е тако кој овозможува да импровизирате на различити теми. Сега кога станува веќе збор за на позицијата на која се наоѓам, на почетокот не може да го сватам тоа, меѓутоа со време се сваќа и се разбира и се прилагодува. Очигледно работите сосема стојат поинаку од тоа што било претходно како пратеник. Така да веќе сега тонот мора да биде померен, знаењето мора да биде поголемо, мора да бидете спремни скоро на се. Мора да знаете мал милион работи, ако не знаете да ги учите во меѓувреме, и не смеете на себе да си дозволите понекогаш да излезете надвор од она што е на некој начин вообичаен, би требало да биде вообичаен начин на однесување. Еден пример ќе ви дадам. Јас приватно реагирам на една порака еднаш и врз мене и кога тргна тоа како ја кажам тоа Дунав, една офанзива кон мене за условно кажано преносно значење на моите зборови. И тогаш сватив дека функцијата
министер и подпредседател на владата носи и една сосем Дополнителна одговорност. друга врста на одговорност, дека не смеете понекогаш да си допуштите она што би си го допуштиле во нормален живот или ако сте слободен политичар. Така да морате на некој начин да се скоцкате, кога ќе седнете да си ги држите раците мирни, да не се чешете, да не бркате, да не влишите. Значи морате едноставно да некои работи да си ги ставите во главата и тие да ви бидат на некој начин водилка за она што треба да го работите. Значи, она што било веќе не важи, значи морате да се прилагодите на нешто што е сосема поинако од она што можеби вие сте. Јас можеби приватно воопшто не сум ваков. Но професионално мора да Али бидете. професионално морате да ги исполнувате критериумите кои ви се наметнуваат, затоа што на некој начин, ако не го правите тоа, ќе бидете на удар на јавност. Така, исто е како за нас. Ние од забавлен ни се спие, не ни се спие, во 64 Имаме мора да коментари сме кои сакаме да ги насмеани. кажеме, ги задржуваме. Не може да се заспиеме тука како во обична канцеларија. Мора да Пред се некој ден нотерани. прави, ми се шимувате и вика, добро, пак кога идеш на тоа, тој нели настапуваш емисија, сега ова е слободно, веќе нема врска со стручни настапи, се подготваш лево десно. Она што прво направиш, почнеш да пишуваш што не смееш да кажеш. Така е. Тоа не смем. Ова другото ќе Ова другото ќе Ова може. другото ќе иде, ќе помине. Така е. Додека ние да се освежиме со некој пилак, верувам и дека вие го пиете утринскиот напиток заедно со нас и дека ви е убаво во сите разговори кои што ги имаме со нашите гости овде во студиото. Да направиме на кратка пауза со реклами и се враќаме со музика во студио.